представува чест, бидејќи пред 10 години, кога бев дел од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, една тогашна директорка кажа: екотуризмот не постои. Сега сме веќе 2024 година, по 10 години зборуваме токму на 5-тиот форум за екотуризмот, за неговите потенцијали, и нема поголемо признание од тоа, кога регионот ќе дојде заеднички, ќе се потрудиме да ја подигнеме свеста пред се на луѓето на локално ниво, кои што знаат или не знаат дека го практикуваат екотуризмот. Всушност, според едни моја истражување, само 11% од руралните капацитети во Македонија знаат дека практикуваат некоја одредена форма на екотуризмот. Бидејќи ние не можеме да поставиме граница строга помеѓу руралниот еко, агри и останатите типови на алтернативни форми туризам. Ние всушност само треба да создадеме услови, да дадеме правец, бидејќи многу пати сме зборувале за стратегии. Нашата стратегија за рурален туризам е завршена во 2017 година. Ние воопшто ја немаме и од 2017 година во една шега мој пријател кажа: па подобро ние без стратегија, бидејќи така и така претходната не можеме да измериме. Но да ги тргнеме тие сите работи настрана, само 7% од вкупниот број испитаници, од прилика 500 кои што имаат капацитети во руралните делови на Македонија, имаат користено европски фондови. Тоа значи дека локалната и централната власт треба да обрне големо внимание и да помогне на тие луѓе да ги приближи фондовите, овозможувајќи групи и сектори кои што ќе работат заедно со нив. Всушност, секој од тие луѓе не ги знае законите, не ги знае документите кои што се потребни, и тоа е првата бариера која што ги трга настрана. Знаејќи дека екотуризмот е една од основните базни туристички понуди кои што во наредните 10 години ќе го движат македонскиот туризам, но и ќе овозможат многу влијателна економска поддршка на македонската кревка економија. Ако во 2023 година генерално туризмот создаде 4% од бруто домашниот производ, тоа во некои одредени мерења со 45% сива зона или 598,5 милиони долари. И ако знаеме дека помеѓу 35 и 37 илјади луѓе директно или индиректно работат во овој сектор, тоа представува помеѓу 4,7 и 4,9% од вкупниот број на вработени во Македонија. Тогаш можеме да измериме вистинската негова моќ. Екотуризмот е иднината на Македонија кога е туристичкиот сектор во прашање, бидејќи тој нема сезоналност. Всушност, ние не сме дестинација која што треба да има пикови, бидејќи немаме море, имаме околу 90% рурална средина и тоа треба да го искористиме. 13% строго заштитени подрачја и национални паркови, и од тука треба да ја влечеме силата, и од тука треба да влечеме мудрост и да го развиваме екотуризмот во руралните делови, бидејќи на тој начин ќе возможиме не само зелената агенда, ќе заштитиме животната средина, ќе возможиме нови зелени работни места и многу брзо ќе имаме истите резултати како на француските Алпи, каде што веќе по 30 години од запустени рурални средини веќе се хит дестинации во Европа. Благодарам.